вечер, Росоман, добро вечер, победници, честитки за победата во првиот круг. Повлечете нога, ајде, вториот круг е наш. Не е лесно да имате режими во државата кои што се провлекуваат низ годините со манипулации, со лаги. Не е општина Росоман, ниту било која општина во нашата Македонија коцка. Не е коцкање, ништо. Животот на граѓаните зависи од општините, зависи од општинската администрација, од училиштата, од градинките, од комуналните предпријатија и со новите надлежности. И навистина е многу важно какви градоначалници ќе ни ја водат општината. Мислам дека во Росоман го имаме еден од најдобрите кандидати од сите 80 општини во нашата земја. Имаме млад, енергичен човек, упатен, едуциран, другар, пријател, со огромна љубов и жар да се вгради внатре и да се надпреварува со другите општини и не да се надпреварува, да биде победник во тој надпревар. Да се гордеете со вашата општина и јас верувам дека сме многу близко до тоа да го постигнеме. Сакам да му се заблагодарам на Бранко, кој што е денеска со нас, што служише верно на ова наша убава македонска општина. Честно ја консолидираше општината, која што беше заглавена до гуша и навистина испративме сериозна порака какви сме ние, какви се тие. И овде прво морам да ве прашам да нема бугарски пасоши овој вашиот против кандидат. Си проверите да работот и слушам менувал места секакви на работа, на образование, од школото, по патот, па во фени, на секаде не сменили државата. Важно е заради тоа што тоа е актуелно и испраќа пораката за нечестноста, за лагите, за неискрениот однос кој што го имат кон граѓаните. Росоманци, а и сите други граѓани од општина Росоман знаат многу добро, како што знаат и сите во ова наша Македонија. Разликата меѓу нас и нив е огромна, небо и земја. И затоа не смееме да дозволиме овде да погрешиме. Им водиме 200 гласа во првиот изборен круг и ги гледам под притисок дошле да поттикнат против кандидатот, овој третиот што отпадна, да даде поддршка. Не одат вака работите, граѓаните не се маша за подкусурување, а на 31 верувам дека општина Росоман ќе остане прогресивна општина, обединета општина, која што ќе зграбчи убавото што доаѓа пред нас, а тоа е европската иднина, економската иднина за овој наш народ, затоа што сите големи одлуки ги донесовме во минатите 4 години. Денеска немаме крупни прашања за решавање. Имаме само економски предизвик, да го дигаме економскиот стандард кај нашиот народ. Јас сум добро познат на сите, но уште еднаш да ве потсетам, јас сум Зоран Заев од село Муртино, Струмичко. И јас се гордеам, затоа што и луѓето од селата покажавме дека имаме храброст, но сме и сериозни патриоти. Заштитивме се што е македонско. И македонскиот јазик, и македонскиот народ. Бевме Република Македонија дома, за целиот свет бевме фиром. Денеска сме признаени од целиот свет. Имаме наша македонска држава. Денеска, во личната карта на Обединетите нации, пишува македонци, македонски јазик. Повеќе во извештаите од Европската Унија, од State Department и сите други извештаи кои што доаѓаат према нашата земја, порано пишуваше вашиот народ, вашиот јазик, денеска пишува македонски јазик, македонскиот народ, и тоа е заокружена комплетно, целосно заложба и на татковци, и на дедовци, и на прадедовци, и на партизаните, и на комитите, низ вековите. Имаме наша земја, признаена од целиот свет, членка на НАТО, реформирана, европски и економски исправена, и сега останува да ги дигаме приходите, примањата, економскиот стандард на целиот наш народ. Додека ги решававме најкрупните прашања, кои што 30 години тие такви лажовни политичари, кои што доаѓаа на сите избори, немаа храброст да ги решат, заради тоа што се плашеа за нивните политички фотели, и за нивните политички кариери, и на нивните политички рейтинзи. Ние покажавме и мудрост, и пријателство, и диалог, и дипломатија, и испорачавме решенија. И во тоа име, додека ги решававме сите овие крупни прашања, еве ги платите и пензиите растат во државата. Сите плати за најмалку 100 евра се покачени за 4 години. Не за 40, за 4 години, колку што сме. Последните 6 години на владењето на ВМРО ДПМН беа 1000
2.740 денари покачени за 6 години. За 4 години просечната плата ја покачивме од 22.400 на 28.700 денари. 6.300 денари. Минималната плата од 9.000 денари ја покачивме на 15.200 и еве го на 1 јануари ќе 18.000. Од 9 на 18.000. Директно со подршка и помош на компаниите, за да може да ги издржат и да отвориме спиралата на покачување на сите плати. Ја покривме и саниравме целосно дупката во пензискиот фонд. Денеска пензискиот фонд нема дупки, како што беа 550 милиони евра, гап, празнина, кој што го загрозуваше испорачувањето на пензиите и на сегашните и на идните пензионери. Денеска пензиите се стабилни и фондот е стабилен да гарантира пензии не само на сегашните и на идните пензионери. Од 1 јануари ќе го воведеме и вториот критериум. До сега беше само ако растат цените, да растат и пензиите. Сега ќе вградиме и вториот критериум, како растат платите, да растат и пензиите. И секој 1 јануари и секој 1 јули ќе имаме покачување меѓу 300 и 700 денари во зависност од растот на пензиите. 2 пати годишно, затоа што пензискиот фонд е стабилен, а нашите родители заслужуваат подостоинствена пензија, од ја трошат и за деца, и за внуци, и тоа го знаеме сите. Покажавме дека има пари во ова наша земја да го поддржиме нашиот народ. 300% ја покачивме социјалната помош. 35% ги покачивме платите на лекарите и на здравствените работници. Ги скративме големите субвенции на големите компании и ги насочивме кон индивидуалните земјоделски производители. Субвенциите стигат навремено и до индивидуалните земјоделски производители. Ги зголемивме во целиот овој период по хектар, по по сите основи што ги даваме, затоа што веруваме дека народот е смислата на постојањето и на државата, и на буџетот, и на парламентот, и на владата, и на слично. Секој пат бевме тука да интервенираме. Лозарството, лани, ова година, треба поддршка, директни државен интервенционизам. Покрај стандардните субвенции, лани севкупно исплативме 22 милиони евра на лозарите. Ова година дополнителен денар, плюс милиони евра за поддршка на извозот, за да ги испразниме визбите. Требало на јаболкарите да дадеме пари, директно интервениравме со 3 денари за индустријското јаболко во Рецен. Оризовата арпа не била доволна цената, директно со 3 денари да помогнеме оризовата арпа. Се што треба, државата интервенира. Кај нив, ако не поминаш у партискиот штаб, немаше ни субвенции, ни па социјални помошти. Денеска е различно, комплетно. Сите зимат субвенции и тие се навремени. Знаете дека и проценките се направени, предлогот од Министерството за земјоделие даден до владата, преку 20% ќе обештетиме од градот, од зимата, од замрзнувањето, кое што не се случи и не се нанесеа големи штети на праската и на овошките, и тоа ќе го реализираме сигурно, затоа што и досега сме ги реализирале сите наши обврски кон граѓаните. Затоа што веруваме дека кога пуштаме пари кон народот, народот ги троши парите. Си плаќа давачките, си плаќат кредитите, сметките, државата повторно ги собира парите назад. Само политики и филозофии на јакнење на стандардот на народот може да бидат добри, а не политики кои што носат споменици, музеи, жални врби, шмизли, златни огради по Скопје, мал милион глупости кои што се направија. Голема е разликата. И не дозволувајте никој да ве излаже под превезот на било какви бајки или сказни што ви кажуваат. Тоа се истите луѓе. Истите што беа пред 4 години. Да не им дозволиме да се вратат ни во Росоман, ниту било каде. 12-ката, Стојан Николов е изборот за едината на Росоман. Штовани граѓани, прогресивен мој народе од Росоман. Keep fighting. Борба. Знаеш што било борба? Секој пат било борба. Ама која е борба, која не е лесно, тогаш е и посладко и се ја почитуваме и победата, ама си ги носиме и во врските, да испорачеме пред нашиот народ. Овде во Росоман, идниот градоначалник ќе биде Стојан Николов. Гласаме за бројот 12, гласаме за добра иднина на Росоман. Гласаме за најдоброто во Македонија. Гласаме за младоста, гласаме за прогресот. Да живее Росоман, да живее Македонија.